Какви активности презема Институтот за човекови права и мир после нападот на Шарли Ебдо? Значи тие конкретно не работат на краткорочни акции, туку на нешто подолгорочно и во истиот момент не превземале ништо, меѓутоа како институт работат со млади студенти и средношколци. Имаат изработено прирачник за слободата на изразувањето заедно со метаморфозис од Македонија, кој што е на македонски и на француски и достапен во училиштата како прирачник за заштита од говорна омраза на интернет, особено и заштита на приватноста, што исто така многу важно. Нивниот институт во голем дел работи на покренување на свесноста и секогаш работи со младите затоа што смета дека тоа ќе даде долгорочен ефект. Каква е нивната проценка, како државата се справила после овој напад со се што се случуваше? That is a big question. Значи, вели, државата првично ги зголеми безбедносните мерки, нешто за кое што јас не го поддржувам лично, меѓутоа очигледно беше потребно. Например, доколку имавме школа, минатиот месец немаше да може да патувате. Во Франција имаше забрана за млади кои што патуваат од други држави и така натака. Меѓутоа, таа забрана сега повеќе не е во тек. Исто така, она што го сватиле како држава, иако можеби за жал беа потребно жртви за да сватат дека имаат проблем во некои делови, особено да ги едуцираат граѓаните дека не може да убиете некого само заради неговата идеја. И дека слободата на изразување е нешто што е многу поголемо од самите нас и треба да биде заштитено во тој аспект. Исто така смета дека жртвите на кои што ги придонесува овие луѓе не треба да бидат за џабе и дека Франција научи голема лекција во суштина и се соочува со тоа што да прави понатаму со тие проблеми кои што очигледно постоеле, меѓутоа биле занемарени. Значи, нешто што беше важно е тоа што владата успеа да потенцира дека слободата на изразување и слободата на говорот се безценети работи во едно општество, особено заради тоа што возможуваат простор за критика. Без критика не може да има или развој на општеството, ниту слобода на говорот, ниту на изразувањето. Особено исто така е важно што владата потврди дека вакви весници мора да постојат без разлика дали на некој тоа му се допаѓа или не, и дека не сме нормално дека убиството не е начин да се критикува одреден весник, има други начини како да си го изразите незадоволството. Дека она што го сватиле дека младината некако се дистанцирала од кампањата, генералната државна кампања Јас сум Шарли, затоа што смета дека не ја разбрале пораката. Пишувањето Јас сум Шарли значи дека јас сум за слобода на изразување, а не конкретно дали го поддржувате весникот, критиката или не. Исто така вели дека треба да им се појасни на младите дека она што се работи во тој весник не е насочено кон нивните религиозни чувства како индивидуи, туку се однесува на критика на целото општество, тоа е критика на општеството, а не конкретно на личности кои што се припадници на некоја религиозна група. Тоа е поголемо од самата група и во тој поглед треба да работат малку, да им појаснат што значи слобода на изразување од една страна и друго припадност кон религиозна група и така натака и како да се справуваат доколку не им се допаѓа нешто кое што излезено во јавноста, во вестниците и така натака. Веднаш после нападот во Париз се организираше голем марш на кој што македонската влада не испрати ниту еден представник. Како тоа го разбираат? Не е изненадена, не познавајќи состојбата на медиуми во Македонија.